кога се сакаш сам себе или сама себе. Сите у денешно време зборат треба да се сакаш сам себе, треба да дадеш љубов на сам себе и тоа е сега многу модерно, дека што по социјалните мрежи нон-стоп се збори тоа нешто. И уствари ти дојдеш до точка дека што се запиташ, чека малце. Они го сите зборат тоа, а никој не кажува како. И као си, окей, ќе се сакам сам себе, ама не знам како. И никогаш не си земеш време да си поработиш и да свариш уствари што точно треба да направиш за стварно да се засакаш. Ќе го кажам па тоа што кажав во претходното видео, значи ние сите се раѓаме со љубов кон сами себе како деца. Значи ние се сакаме безрезервно и уствари некако се дешава да многу работи ни некако направат ние да не се сакаме сами себе и луѓето околу нас, општеството, не убеда дека не е убаво да се сакаш сам себе заради X милион причини. Кажавме, нема да го кривиме општеството, само ја разгледаме ситуацијата за да спанеме зашто се дешава тоа што се дешава. Или, пример, на секој од нас како поединец му се десат доста работи и ние некако избереме у целиот тај процес да не се сакаме сами себе. Сега што можеш да направиш? Прво, најпрво, спознај се сама себе или сам себе. Свани кој си ти, значи има прашања под самодовар во видеото. Ако сакате ќе ставам и други прашања под ово видео, специфично поврзани за запознавањето и за сакањето на сам себе или сама себе. Ама доста од тие што ги поставив скоро па сите се за љубовта кон сами себе и за спознавањето. Значи, прво тоа треба да направиш. Треба да седнеш, едноставно да си земеш време и да видиш кој си ти. Од како ќе го направиш тоа нешто? Вториот чекор е уствари да ги прифанеш сите тие работи. Значи, едноставно, сите грешки, сите лоши работи, сите работи што не се свијат врска со тебе, баш тие работи треба да ги прифанеш. Затоа што баш тие работи уствари се тие делови што вриштат у тебе и што викат сакај ме. Кога ти ќе посветиш малку внимание, ќе дадеш малку енергија, малку љубов на тие работи и кога ќе ги прифанеш, уствари тогај ќе се засакаш целосно. И кога ќе си ги опростиш деловите од себе и тие грешки што не е требало да ги направиш, требало да ги направиш. Значи, за да се прифанеш 100%, треба да ги опростиш деловите на тебе кај што мислиш дека не си доволно добро нешто направил или дека тоа било грешка или дека не требало така. Кога ги прифанеш тие делови, на крајот ти се засакуваш некако. Друго нешто ќе напомена. Значи, Господ не сака баш такви какви што сме. Сите сме му деца и он не сака и со сите грешки, со сите мани, и со сите работи што ги сакаме и што не ги сакаме во врска со нас. И не прифаќа. И зашо, ако Господ ти прифаќа, ти не можеш да се прифанеш? Као замисли си некоја особа во твојот живот моментално што многу сакаш, прифаќаш ли ги сите работи што ги прави, сите грешки што ги прави? Зашто га не ги прифаќаш за себе? Као зашо секојаш ги ставате тие што ги сакате на прво место, а себе не се ставате на прво место? Као, целата работа потекна во љубовта кон себе. Стварно ви кажувам, не е нарцисоидно да се сакаш сам себе. Тоа е сосем друга приказна. Ние тука не збориме на вај канал за такво нешто. Значи, ние збориме на вистинска љубов, на безрезервна љубов, на прифаќање на сите делови од нас. Како што ти, например, се однесуваш со некој што многу го сакаш моментално во твојот живот, пробај така и уште поубаво, за почеток барем така, пробај да се понасиш со себе, ама од после веќе ќе свараш колку е убаво да си ја даваш љубовта на себе, да бидеш тоа што си ти. Едноставно да прифанеш тоа што си ти тука и тоа што си ти со твоите квалитети и со твоите мани и уствари е птен да се засакаш. Значи да не си ги најдеш маните. Едноставно, кога си погледаш огледало,
Да не си ги најдеш маните, него да си ги најдеш убавите работи на себе. Да си ги гледаш само убавите работи. Сега, друго нешто што очек ќе го кажам после. Значи, ја мислам дека од лани па до сега, една година, така некој ми беше несвесно посветена на работите, што треба да си ги опростам на себе и на другите луѓе. И уствари некако со работа на себе, тоа на мен не ми беше планирано. Ја уствари уште повеќе се засакав со тоа што ја си опростив на себе и опростив на другите луѓе и сванав некој работа, дека се е требало да се деси што се десило. Значи, тоа е прво. Затоа што, пример, ја лично, кога погледам некој ситуација што ми се сило минатото, и уствари, ако земам да избришам во мојата глава таа ситуација, уствари ја го бришам тоа што сум ја денеска. Као, таа може лоша ситуација на тај момент ме е направила тоа што сум ја денеска. И ги направила моите ставови, моите уверување и тоа што ја денеска го размислувам, го зборам и го живеам. Значи, заслужена таа ситуација некоја, пример. Исто најверојатно и ти имаш во твојот живот неколку такви ситуации што може не ти се баш по кеф. И уствари ти кога ги прифанеш тие работи, кога прифанеш дека таа верзија од тебе е морала тоа нешто да го преживее за ти да бидеш тоа што си денеска, уствари некако ослободиш се тие работи и уствари ти сам се воздигнеш енергетски кога ги пуштиш тие ланци. Значи, едноставно пуштиш, ослободиш се, опростиш заради себе. Пак е речем, опростиш и на другите заради себе. Значи, ти у главата ја опростиш, не одеш на улица да ги тражаш дека сте луѓе да ја опростиш. Едноставно, опростиш си прво на себе што си бил во таа ситуација или што си така изреагирал, небитно, што не си испанал баш како што си мислел дека требало и дека си знала дека можеш по-добро, ама едноставно нешто се десило да ти го направиш полошо избор и уствари тоа е се со причина. Тоа е, пак ќе речем, тест или искушение од Господ. И уствари ти ако немаш такви тестови искушенија, нема да бидеш по-добра верзија од себе. Затоа што ти ако стоиш на едно место и ако не правиш ништо со живото, и ако немаш искушенија и ништо, што правиш? Као, ние не сме дрва, ние сме енергија. Треба да се мрдаме, да одеме напред, да постигнуваме нешто во живото. Ако ме разбираш. И сега, зашо го зборам ова? Затоа што опросто е многу битен, затоа што опросто е многу голем дел од тоа ти да се сакаш сама себе или сам себе. Значи, мислам дека е во последната фаза веќе опросто. Оти прво ти кога ќе почнеш да се спознаваш, да ги истражуваш тие делови од себе, што сакаш, што не кеш, што те нервира, што те праве среќна, што те праве радосна, како сакаш другите луѓе да се понашат со тебе, што прифаќаш ти уствари, дали си одеш според стандардите, дали си го слушаш зборот што си кажеш, например, утре ќе вежбам и тоа ќе правам, дали ти тоа нешто испоштуваш. И сите тие работи собери на едно кои се спознаеш ти и кога ти после тоа ќе се прифанеш ти за сите работи што си ги направила, за сите доблеси, за сите мани, за сите грешки, за сите неопростиви работи, се е опростиво, чим Господ ти простува, за чим можеш ти да се простиш. И уствари отпусле ти кога ќе се засакаш, некако природно доаѓа тоа не доаѓа од денеска за утре, значи тоа си доаѓа природно. Пробајте да осетите таа радост у вас, општо у сега у моментот, за да можете вие едно по едно да си ја градите таа љубов, па и да си ја изградите кон сами себе и стварно наискрено да се сакате од душа, не заради тоа што зборат така луѓето, не заради тоа што социјалните медии така зборат. Стварно да се сакате со тоа што стварно љубовта кон себе почнува се друго и кон тоа ти колку се сакаш, поштуваш, дали имаш самодоверба, значи си тие работи соберени на едно, уствари од тука се почнува и од тука од внатре, како си ти од внатре, како се чувствуваш, така рефлектираш надвор, разбираш ли ме? Значи, како се ти чувствуваш, како се ти сакаш, така ти рефлектираш и другите да те сакат. Се доаѓа од внатре. Кога ти ќе почнеш да се сакаш, да се поштуваш, да си ги гледаш границите, ти да си ги како прво испоштуваш и да си избориш само добро со себе и како прво
ти да си таа што не зборе лошо у твојата глава, тога и другите ќе го сменат природно односот. Како што се ти понашаш само со себе, како што се ти сакаш, така ги учиш и другите да те сакат, така ги учиш и другите да се понашат со тебе. Значи, подиректно од ово мислам здравје. Така да, за ово видео толку. Гледав колку што можам да бидам попрецизна и пократка. Значи, ќе снимам и други видеа, како да поставиш граници, како да си опростиш сама на себе, и тоа се дел од видеата за самодоверба. Значи, сето тоа заедно зберено имаш ти отпосле самодоверба, кога овие работи ќе ги поминеш, ќе ги направиш. Така да, гледаме се у следно видео.